Главни јунаци во првиот борбен ред во справување со ковид пандемијата, покрај здравствените работници се и вработените во територијалната противпожарна единица Штип. Заради тоа, со обезбедување на средства од буџетот на општина Штип, храбрите момци од противпожарната територијална единица добиваат нова заштитна опрема, а наредната година се очекува и ново противпожарно возило. Ова територијална противпожарна единица овие 10 месеци зема активно учество во справувањето со кризата од COVID-19 и во активното работење во помагање и во реализација на дезинфекција на јавните установи. Обезбедивме целосна опрема, нови униформи, заштитни чизми и заштитни ракавици, со што ќе можат поедноставно и сигурно да извршуваат секојдневното својата работа. Во текот на наредните денови се надевам дека ќе биде тоа пред новогодишните празници, тоест во текот на утрешниот ден, ќе потпишеме договор за набавка на ново противпожарно возило во вредност од околу 220.000 евра, со што се надевам дека на почетокот во 2021 година ова територијална противпожарна единица на општина Штип ќе се скраси со ново противпожарно возило, каде што нашите пожарникари ќе бидат пратени на соодветна едукација и обука за истото возило, како и за дополнителната опрема која што следува со него. Со инвестицијата во органите, односно во противпожарната територијална единица Штип, се гарантира и безбедноста на сите граѓани. Јас можам само да се заблагодарам на општина Штип и на градоначалникот што не почести со неговото присуство во нашата единица. Добивме комплет нова униформа, што самите може да видат граѓаните на нивните екрани, и понатаму ќе работиме на безбедноста на нашите граѓани, пополнетоста со луѓе ни е 90%. Ева ова што го најави градоначалникот за ново противпожарно возило, значително ќе ни ја зголеми нашата оперативна подготвеност. Противпожарната територијална единица Штип располага со неколку постари возила и две така наречени први возила со понов датум. Исто така се очекува комплет нова униформа специјално за гаснење шумски пожари. Оваа година поголеми пожари немаше, но затоа беше зголемен бројот на сообраќајни незгоди, па противпожарната единица поголемиот дел од своите активности ги посвети на други интервенции. Во очи на новогодишните и божикни празници со апел да се остане дома и да се празнува одговорно.